Добро утро, почитувани гледачи. Голем дел од популацијата на средна возраст, а се повеќе и младите генерации се соочуваат со проблемот на покачени вредности на мастите во крвта, односно холестеролот и триглицеридите. Представуваат сериозна закана за нашето здравје и се во директна корелација со атеросклероза, висок крвен притисок, срцев инфаркт. Треба сериозно да ја сватиме ваквата состојба, да ја разбереме нејзината етиологија, односно причините кои што доведуваат до покачување на вредностите и да го избереме вистинскиот начин на терапија, односно соодветна примена на терапија и секако промени во животниот стил, за да дојдеме до оние нормални вредности кои што се потребни на холестеролот и триглицеридите. На оваа тема за штетното влијание на покачените вредности на мастите во крвта зборуваме со доктор Трајче Галев, специјалист интернист од приватната здравствена установа Интер Ехо. Добро утро, доктор Трајче, и добре ни дојдовте. Добро утро. Благодарам за поканата. Колку е честа ваквата појава на покачени вредности на холестеролот и триглицеридите кај популацијата? За жал, хиперхолестеремија и покачена вредност на триглицериди е екстремно честа состојба. За среќа, во најголем дел од популацијата, тие покачувања не се нешто екстремни, значи тоа се благи отстапувања, кои што со корекција на животен стил може да се коригират. Сега тоа бара ангажман од пациентот, значи промена на животни навики, меѓутоа за среќа кај најголем дел од популацијата, значи со здрави животни навики, тоа може да се регулира. Значи има еден сосема помал дел на луѓе од кои што е најважна е фамилиарната хиперхолестеремија, кај кој што се работи за генетски проблем, значи кај овие луѓе недостасуваат рецепторите за ЛДЛ, за лошиот холестерол. Кај тие луѓе со никакви животни промени, значи не може да се постигне оптимална контрола на холестеролот. За среќа, тоа е многу помала популација, меѓутоа е многу важно да се идентификува на време, затоа што добар дел од тие луѓе едноставно не се откриени на време. Во однос на фамилиарна... А е многу позголемен ризикот од кардиоваскуларните случувања. Апсолутно, затоа е многу важно рано да ги открием. Најтешката форма е хомозиготна форма, која што е за среќа најретка, 1 во милион или така нешто. Меѓутоа, тие луѓе имаат прогноза да живеат до 30-35 години. Мислајќите, тоа е страшна состојба. Зборам за најтешката форма, без третман. Далеку почеста е хетерозиготна форма, која што е веќе со инциденца 1 на 100.000, која што сепак е честа работа. И важното е дека тоа е фамилиарно, дека се пренесува на семејството. И сега, овие луѓе без терапија правовремена имаат очекуван животен век до 45-50 години. Мислајќите, тоа е страшна бројка. И затоа е многу важно тие луѓе да се откријат на време како најризична популација. Така, и соодветно да ја применуваат, да се третира, терапијата. Да. Ја сваќаме ли сериозно состојбата со покачените вредности на холестеролот и триглицеридите или само знаеме, така да кажеме, ми најдоа покачени вредности? За жал, повеќето од луѓе... Преземаат ли нешто, барем и од вашето искуство не го во сваќаат ординација? многу сериозно тоа и не го сваќаат многу значењето на тоа. Мада некако свеста за значењето на покачениот холестерол се менува. Меѓутоа, точно, најчесто луѓето го игнорираат тоа, дека малку се покачени, ќе го препишат на нешто. Празници беа, нова година. И во ред, ако направат нешто промена во својот животен стил, во ред, тоа би се сменило. Значи, во најголем број случаеви со здрави животни навики, со секојдневна физичка активност, со правилна исхрана, тоа се коригира. Меѓутоа, некако најтешко луѓето тоа го прават, најтешко се менуваат себе си и своите навики. Додека во други екстреми, значи, имаме ситуации во кои што маснотиите се премногу високи. Значи, ако добиете ви вредности грубо за тотален холестерол, значи над 9, триглицериди над 5, тоа е веќе состојба која што е алармантна, која што веднаш мора да се реагира и да се третира. Така, да. За сите последици од несоодветно третирање или регулирање на високите вредности на мастите зборуваме и понатаму во емисијата, но веднаш по првиот блок реклами. Останете со нас, почитувани гледачи, и следете не до крај, повелете, јавете се и поставете прашање. Со доктор Трајче Галев, специјалист интернист од приватната здравствена установа Интер Ехо, зборуваме за последиците од покачени вредности на холестерол и триглицериди. Доктор Трајче, кога ќе се споменат холестерол и триглицериди, веднаш помислуваме на нешто лошо, штетно, опасно, а тие имаат многу важна функција во нашиот организам, ама доколку се во нормални вредности. Апсолутно. Значи, холестеролот и триглицеридите се нешто што е есенцијално за нас. Значи, сите клеточни мембрани се направени од холестерол.
хормоните, тестостерон, естроген, сите се изградени од холестерол. Значи, нашиот црн дроб произведува околу 70 до 80% од холестеролот. Така да, тој надворешен внес на холестерол е само околу 20%. Така да, холестеролот е апсолутно есенцијален за нашиот живот. Триглицеридите се нашиот основен извор на енергија, во суштина. Секако проблемите се кога се премногу. Тоа е правиот и основен проблем. Во однос на холестеролот, тоа што е многу важно се фракциите на холестерол. Значи, ако имаме HDL, high density липопротеин, кој што го нарекуваме како добар холестерол, кој што во суштина го враќа холестеролот назад во црниот дроб, на некој начин не условно кажано делува како чистач, LDL холестеролот го носи холестеролот кон клетките. Значи, проблемот е кога има премногу LDL холестерол. Холестеролот сам по себе во ред, меѓутоа LDL холестеролот предизвикува атеросклероза. Тоа е страшно. Да. Тоа е натрупување на маснотиите на самиот зид на крвниот сад. Тоа е процес кој што е постепен, значи нешто што трае со децении, не е тоа ништо преку ноќ. Асимптоматски, значи еден од најголемиот проблем со пациентите што не чувствуваат никаков проблем. Да. И сега треба да пијат лекови, статини. Посебно има некој чуден отпор кон лековите како статини, кои што искрено се најбезбедни од сите лекови. Многу побезбедни од антибиотици и од било што друго. Имат насакани ефекти како и сите други лекови. Антибиотици многу повеќе користиме, така и не размислуваме. Да, никаков отпор кон антибиотици. Ќе биде нешто понатаму штетно или не. Меѓутоа, несаканите ефекти од статини се толку мали. Со повлекување на терапија 100% се повлекуваат. Значи ништо тоа не остават некакви последици. Има еден таков чуден отпор кон статините, а можеби едни од најважните лекови кои што најмногу имаат променето во однос на прогнозата се статините. Посебно кај ситуации како фамилиарна хиперхолестеремија. Значи, буквално со агресивна статинска терапија, тие луѓе живеат нормално и имаат нормален животен век. Нешто што беше незамисливо пред 40-50 години. Може би ги плаши многу тоа дека е доживотна терапија и дали е доживотна терапијата со статините? Зависи во кој случај. Значи, и како хронична, така, веројатно до моментот додека не се постигне ефект. Е за ова мала група, да кажем, пациенти со фамилиарна хиперхолестеремија, за кои што пак ќе кажеме многу важно да ги откриете рано и да почнат со терапија рано. За другите пациенти тоа не е доживотна терапија. Меѓутоа мора да ги променат своите животни навики, нешто што многу ретко се случува. Меѓутоа, сепак, како терапија, тоа е хронична терапија. Али целта со статинска терапија е да спречиме инфаркт, да спречиме мозочен удар. Тоа е целата поента на терапија. Така. И оние, да, кои што ја имаат и фамилиарната предиспозиција, за 2 до 3 пати им е зголемен ризикот да добијат кардиоваскуларни заболувања многу порано во текот на животот. Знаете како, ние имаме диагностика со која што можеме да утврдиме дали има атеросклероза. Значи, доплер на каротиди, да кажеме, е нешто што е најсензитивно. Значи, атеросклеротичните промени прво почнуваат на ниво на каротиди, артериите кои што носат крв кон мозокот. Значи, овде многу рано се гледат тие промени на атеросклероза. И сега пациентите некако многу полесно се убедуваат кога ќе видат дека веќе има проблем, дека има плаки на каротидите. Значи, не зборам за запушување, за стенози, тоа се веќе екстремни ситуации. Меѓутоа, идејата со статинската терапија е да не дојдеме до таква состојба. Знаете, кога ќе се случи инфаркт, луѓето немаат проблем да пијат статин. После тоа се прифаќа. Тогаш веќе е малку доцна. Меѓутоа, идејата е да не дојдеме до нешто такво. Тоа е целата борба. Така, да. Рековте дека не даваат симптоми, нема да осетиме и да знаеме дали и какви ни се вредностите преку проверка на крвната слика, така сега веќе и преку систематските прегледи, веројатно барем на 2 години, така секој си проверува, па и да е благо покачено, така се проценува и се прави, нели, препорака се дава што каде понатаму да се. Најчесто тоа се мали отстапувања и на холестеролот и на триглицериди, кај голем дел од популацијата кои што барат мали промени во животен стил. Значи, не значи дека ние сите ќе ги ставиме на лекови, сите пациенти. Едноставно со внимателна исхрана и многу, тоа што е можеби најважно е секојдневна физичка активност. Значи, доволно од пола сат до сат дневно пешачење. Така, да. Тоа е многу малку. Значи, огромен дел од популацијата сваќате дека само за холестеролот и триглицеридите, општо за општото здраве. Значи, сваќате дека огромен дел од популацијата нема ни пола сат дневно физичка активност. Веќе го имаме и првиот гледач на линија, да го слушнеме неговото прашање. Добро утро, повелете. Добро утро. Јавам од Куманово. Да, повелете, ве слушаме. На 70 годишна возраст сум. Еве 2-3 пати што проверувам крвна слика
Холестеролот ми е 4,95, а триглицеридите е 1,77. Железо ми е 20,70. Докторот ми вели да пијам редовно, ама јас со нозите не можам. Мислам дека од апчињата за холестерол мене нозите ми откажа и слабо се движам. А ми рече да пијам редовно. Јас имам проблем со желудникот, со каскадата, пиев антибиотици и ги прекинав 1-2 недели и вчера го проверив. Мислам, крвната слика ја проверив, бев кај интердиш, ми рече дека резултатот е добар, само ми е замастена малку етрата од многу лекарства, али лековите да ги продолжам. И сега, колку гледам дека неколку пати што ги проверувам, мислам на добри, намалени, а тој рече да пијам и дали треба редовно да ги пијам и понатаму. Ви благодариме. Благодарам Дали треба многу. и дополнително или доволно е ова? Значи, многу зависи кај пациентката дали секој се гледа целата ситуација. Значи, се гледа дали пациентката е пушач, дали имала претходно некакви кардиоваскуларни настани. Во однос на таа продолжување на терапија, значи многу е важно да се направи доплер на каротиди, ехокардиографија, чисто да имаме увид докаде сме. Со тоа се прави проценка на атеросклероза. Тоа што пациентката има замостен црн дроб, некако луѓето многу лесно тоа го препишуваат на лековите. Меѓутоа, најчесто тоа не е така. Значи, има многу малку лекови кои што може да дадат такво оштетување на црниот дроб. Најчесто тоа е во склоп на метаболен синдром, кој што подразбира, значи, дислипидемија и покачени триглицериди и покачен шекер. Така да со лекови, со статини, овие резултати се добри. Меѓутоа без нив за неколку месеци резултатите ќе се качат, ќе се вратиме пак на претходното, така да затоа е продолжена со терапијата. Меѓутоа за најдобра проценка мора да се направи диагностика. Значи, знаете, тоа на 70 години треба да се направи еднаш во животот, да видим има проблем или нема. Сосема различно е ако имате уреден наод на каротиди и уреден ехокардиографски наод во однос на третманот и како ќе продолжите. Значи, ако на таа возраст имате уреден наод, не мора да форсираме терапија со статини, значи има и милион други опции. Меѓутоа, ако има проблем, ако има веќе докажана атеросклероза, тогаш мора да се продолжи со таа терапија. Затоа што тоа е прогресивна болест. Значи не е тоа нешто што ќе престане. Со самото старење само станува полош. Полека се. А таа болка во нозете, значи некако веднаш многу лесно се припишува дека е од статините. Да. Често многу често може не да е. се слушне, луѓе така А најчесто не. изреагираат. Значи, за да докажеме дека е од статини, се прави една обична лабораторија и гледаме дали е стварно од статините или не е. Значи, има милион причини за таа болка. Најчесто се реуматски промени. И често знаеме да си ги видиме сами резултатите и да ги анализираме и ќе речеме во добри или вредности граници се, а лекарот ми рече да продолжам со лековите. Сега, кај пациентката е направен вкупен холестерол, како што разбрав. Значи, многу е битно да се направи липиден профил, да се види кој дел од тоа е LDL, кој е HDL. Значи, веќе на нејзина возраст, LDL, лошиот холестерол, има други параметри, треба да е под 2,6. Зборам ако немала никаков кардиоваскуларен настан. Така да тоа се тие моменти кои што се многу важни за да се одлучи за самата терапија и како да продолжим. Така. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Добро утро. Сакам да го прашам докторот, јас сум на 40 годишна возраст. Така. Со покачен холестерол и триглицериди. Со терапија рефидорот 4 месеца пиена, од кои што на 26.9 резултатите ми се 4,58 триглицериди, вкупен холестерол 5,90, HDL-от ми е 1,83 и LDL холестеролот е 3,96. По пиента терапија од 4 месеци, пак земано крв, триглицеридите ми се 4,26, купниот холестерол е 5,19, HDL-от е 2,23 и LDL е 3,32. Па сакам да го прашам доктор, што би ме советувал? Во ред, значи, ви благодариме. Пациентката е веќе далеку помлада. И овие резултати со статините се очекувани. Значи, тоа е постепено подобрување во рок од неколку месеци. Со тоа што главен ефект на росово статинот кој што го зема пациентката е на LDL холестеролот.
значи ефектот на триглицеридната фракција е многу помал, затоа триглицеридите помалку се спуштат. Меѓутоа примарен таргет не е LDL холестеролот. Така да кај пациентката би продолжил со истата терапија, меѓутоа со повеќе физичка активност и повеќе внимавање со исхраната. Триглицеридите, значи постои фамилиарна хипертриглицеридемија, апсолутно. Значи имате фамилии кај што се провлекува покачено ниво на триглицериди. И точно е дека кај добар дел од тие луѓе буквално што и да прават, едноставно триглицеридите се високи. Меѓутоа има терапија за тоа. Мора нешто така да постои терапија со фибрати, постои терапија со статини, значи зборам од генерација аторова статин кои што делуваат и на триглицеридната фракција. Меѓутоа кај пациентката некако многу поголем проблем е LDL холестеролот, така би останале со истата терапија со тоа што би пробале со поголема физичка активност и повеќе внимавање со исхраната. Зборам избегнување на брза храна, суоместната, значи на трансмасти, колку што се може сега. Ние сме буквално обкружени со таков тип на храна, али тоа е примерно во однос на триглицеридите. Да, 4 месеци примање терапија е веројатно краток период за одеднаш да нели ги постигнеме посакуваните, меѓутоа се намалува така. Резултатите се одлични, за година дена би биле уште подобри. Така, да. Само да не се прекинува терапијата, така, бидејќи многумина знаат сами на своја рака да ја прекинат, па по извесен период повторно се доаѓа во ситуација дека повторно треба да почнат да се користат истите. Да. Причини, ризик фактори кои што доведуваат до покачување на мастите во крвта? И холестеролот и триглицеридите, или како знаеме да речеме, мастите кои живот значат во еден момент стануваат опасни за нашето здравје. Без нив не можеме, ама секое покачување на LDL веќе над 3 буквално ви го скратува животот. Триглицеридите се исто многу важни, меѓутоа не толку важни како LDL холестеролот. И тие се асоцирани со кардиоваскуларна болест, меѓутоа не до тој степен како нивото на LDL, кое што е најважното во суштина. Пак ќе кажам, многу од луѓето едноставно го занемаруваат сето тоа, а секојаш тие состојби одат заедно, значи покачено ниво на LDL, триглицериди, шекер, хипертензија, значи во склоп на метаболен синдром. И сето тоа е помалку покачено, тоа се мали отстапување, меѓутоа заедно имаат многу лош ефект. Заедно се многу лошо друштво. Со долгорочно многу лоша прогноза. Така, да. Промени во животниот стил и примена на терапијата. Кога станува збор за ваквата состојба, рековте да, загрижува фактот што веќе и кај помладата генерација може да се јави. Дали секогаш првично се почнува со терапија со статини или пак може промена во животниот стил па да оставиме еден мал дел простор, така да видиме дали ќе постигнеме нешто. Статините не треба секој да ги пие, така? Апсолутно. Значи кај помладата популација, пак ќе кажам, многу е важно да се изолират тие случаи со фамилиарна хиперхолестеремија. Кај другите, значи, одиме секојаш со промена на животни навики. Секојаш. Кај млади луѓе тоа има страшно добар ефект. Значи, многу е лесно, за жал, јас имам пациенти на 18-19 години кои што имаат така потешки форми на хиперхолестеремија при прва презентација. Значи, првата лабораторија е многу лоша. Меѓутоа, кај тие луѓе со промена на животен стил, резултатите би се научно фантастика, за 3 месеци се уред. Меѓутоа треба да се направи таа промена. Сваќате треба да почнат да вежбат тие луѓе, да тренираат. За млади луѓе тоа не е проблем. Не е некаков проблем некој кој што е 18 години да почне да вежба или да тренира нешто. Јас сваќам дека е проблем луѓе што се на 70 години да ги форсираме физички. Да бидат толку физички затоа што имаат активни многу други болести, проблеми. значи од ревматски болести до ограничено движење, кој што се голем проблем. Али сепак инсистирам на тоа дека физичката активност е можеби број 1. Заедно со, знаете, нема многу резон ако вие пиете лекови, пиете статини, а не пазите воопшто што јадете. Ниту тие нема да ви помогнат во таа толкава мера, така колку што е очекувано. Да. Така, да. Сега, лошиот холестерол не треба да биде повисок, ама добриот холестерол не треба да биде со премногу низок. Граници, така од оние нормалните. Обично тоа идат заедно, значи кога е LDL холестеролот висок, HDL-от секогаш е многу низок. И обратно, значи, например, ја пациенти кои што се активни спортисти, планинари посебно, кои што имат висок ниво на HDL, без никаква терапија, без меѓутоа тоа е резултат на таа екстремна физичка активност. Значи, нормално ни внимаваат и со исхраната и со тежината.
Меѓутоа тоа е тој момент на физичката активност кој што е екстремно важен. Така, затоа велиме умерено во се, така колку што ни е Искрено, доволно или колку што можеме, така во текот на денот. Да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот и повторно зборувајќи и за терапијата, меѓутоа она што е најважното за последиците кои што може да се јават по здравието доколку не внимаваме доволно на сите овие работи. Тоа е тоа. Така, да. Останете со нас, почитувани гледачи, уште еден блок реклами во продолжение. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Трајче, дебелината, покачената телесна тежина е една само од причините, така или фактори на ризик кои што може да предизвикаат и да доведат. Иако може да видите и човек кој што нема покачена телесна тежина, а холестеролот да е со покачени вредности. Тоа е едно од заблудите дека ако сте слаб дека немате холестерол. Мислам не е така едноставно. Дебелината најчесто е во склоп со метаболен синдром. Значи состојба во која што е покачен шеќерот, хипертензија иде заедно со ЛДЛ и триглицериди. Меѓутоа, кај многу луѓе кои што се слаби, ЛДЛ холестеролот е покачен. И тоа некој знае да биде драматично покачен. Третманот за холестерол суштина е третман за спречување на инфаркт. Значи не е за самиот холестерол. Знаете, ние не лекуваме лабораториски резултати. Целата работа е да не се случи инфаркт, да не се случи мозочен удар. Значи тоа е таа примерна превенција која што е екстремно важна. Луѓе кои што имат прележено инфаркт или имат ставено стент или некаква васкуларна интервенција, тоа е веќе сосема друга состојба, сосема други ризик фактори. Значи тие луѓе веќе мора да земат статини и тоа доживотно. Така да тие луѓе го прифаќаат тоа без проблем. Значи, не сум имал пациент кој што има ставено стент или има байпас или периферна артериска болест кој што нема да зема статини. Меѓутоа секогаш идејата е да не стигнеме до таму. Значи, така да терапијата за холестерол не е само за намалување на лабораториските вредности. Да ги спречиме последиците, така да намалиме ризикот од овие сериозни, бидејќи кардиоваскуларните се уште се причина бројна за смртност, така во светски рамки. Да, и кај нас. Така. Атеросклерозата е директна последица на ЛДЛ холестерол. Постојано така или пак подолготрајно покачени вредности на... Знаете, буквално не постои атеросклероза она која што е сега, значи која што буквално ги убива пациентите без ЛДЛ холестерол. Има известен процес на старење кој што е нормален, значи со депонирање на калциум во артерии, кој што е едноставно дел од процесот на старење. Меѓутоа тоа е сосема различно во однос на покачени нивоа на ЛДЛ, последно кај пациенти кои што не се третирани. Значи овде прво доаѓа до формирање на така наречена мека плака, тоа е мало задебелување во зидот на артеријата, кој што ја викаме мека затоа што е само од липидно јадро. Така да, ако ја стратифицираме, ќе кажеме дека нема стеноза при доплер на каротиди. Меѓутоа, кажуваме дека има плака, која што има ризик да руптурира, да прсне и да направи директно мозочен удар. Значи, ништо тоа не е безазлено. Ако стандардниот процес со старење оди со калцификати, овде со покачено ниво на ЛДЛ е многу поагресивна, многу потешка форма. Значи, тие оклузии настануваат многу порано. Ние сме стари колку што ни се стари крвните садови. Тоа е многу вака, оддамна кажано и е многу точно. Така да. Ако секогаш заедно ги кажуваме, ама не мора да значи дека ако е покачен холестеролот, мора да се покачени и триглицеридите. Така се гледа и во анализата, и вкупниот холестерол, и поединечно. Така што значи апсолутно. Триглицеридите многу често знаат да бидат сами покачени, изолирано. И тоа е веќе многу често наследно. Тоа е исто со фамилиарна предиспозиција, не дека е без значење, тоа апсолутно. Меѓутоа, веќе вредности на триглицериди кои што се повисоки над 3, 3,5, веќе бараат терапија со фибрати. Зборам ако немаме ефект со промена на животни навики. Тоа што е битно со триглицеридите што некои знаат да направат пикови, да отидат многу високо, значи над 10 и тога веќе има ризик од панкреатит. Значи тоа е сосема друга состојба. За среќа тоа е екстремно ретко. Меѓутоа тој панкреатит е со многу лоша форма на панкреатит. Затоа е важно и тоа многу често знае да се случи кај помлади луѓе, значи до 30 годишна возраст, кои што воопшто не водат никаква грижа за што јадат, значи
и одеднаш добивате вредност дека триглицериди се 15. Значи во извештајот ви пишува липемичен серум, дека самиот серум при вадење е како замоста. Значи тоа е екстремно алармантно. Значи се случува тоа, ја имам гледано такви извештаи во Македонија, не е до толку ретко. Значи мора едноставно да се внимава на сето тоа. Но и терапијата која што е препишана, така и сами знаат Терапијата да кажат, дека ги пијам лековите е добро, ефикасна, ги прекинам апсолутно. лековите веќе повторно пак се качуваат нели вредностите. Па повторно се враќаме на терапијата и едноставно да го сватиме така како состојба која што едноставно мора да се лекува. Пациенти кои што посебно ова со фамилиарна хипертриглицеридемија, кои што без терапија, значи триглицеридите секогаш ќе бидат покачени. Добар дел од тие луѓе го сваќаат тоа и се на хронична терапија. Додека се на хронична терапија, нема проблеми. Една од главните причини за замостен црн дроб е покачени ниво на триглицериди. Значи, не се лековите причини за тоа, него најчесто е хипертриглицеридемија. Меѓутоа со терапија, со фибрати, посебно кај тие пациенти, резултатите се одлични. Нема проблем. Значи, имате третман за таа состојба. Исто и со холестеролот. Значи, сега имаме терапија статинска која што е екстремно ефикасна. Значи, вие ЛДЛ, холестеролот, претходно нешто што било незамисливо, го доведувате на вредност 2,4. Јас сум имал пациенти со страшно високи вредности на ЛДЛ холестерол, 7, 7,5, 8. Тоа се страшни вредности. Значи, тоа нетретирано многу брзо доведува до инфаркт. Зборам кај луѓе кои што 40 години. Ако редовно ја примаат терапијата, ако ги променат навиките во животниот стил, ќе дојде еден ден до ситуација така и да бидат прекинати лековите, ама сепак по одлука на лекар, така се. Тоа за жал да, меѓутоа тоа многу ретко се случува заради тоа што пак ќе кажам многу е тешко луѓето да ги променат своите навики. Една од најтешките работи е тоа. Инаку да, јас сум имал пациенти кои што буквално све променили и немаат потреба од терапија. Немаат потреба ни од терапија ни за дијабет, ни за хипертензија. Значи, многу од тие состојби буквално зависат од нашата физичка активност, од тоа што го јадеме, едноставно, тоа е тоа. Така, повторно се враќаме на истото кое што и секојдневно го спомнуваме во емисијата, да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро, ве слушаме. Да, видете, ме интересира, јас аторисот го пијам веќе 8 години. Холестеролот ми е во нормала, али го пијам поради мозочен излив. Дали е време веќе да се смени лекот или да си наставам да го пијам аторисот, пошто го пијам 8 години, а холестеролот во нормала? Ете толку. Поздрав. Да, ви благодариме за јавувањето. Значи, пациенткава веќе имала мозочен удар. Значи, тоа е веќе друга состојба. Значи, во ваква состојба терапијата е доживотна. Овде нема прекинување. Значи, мозочен удар е еден од најстрашните работи кои што може да се случи. Тоа е тоа што во суштина сакаме да го спречиме. Со прекинување на терапија со аторис, значи многу брзо ќе се случи второ, кој што може да биде фатален. Значи, многу брзо зборам еве за година, дена. Меѓутоа, тоа е многу брзо. Така да, таа терапија во таква состојба е доживотна и нема прекинување. Тоа што и се постигнати целните вредности, тоа е тоа. Меѓутоа, еве пак ќе кажем, не го сваќам тој отпор, дали ќе го пијам доживотно. Сваќате, статините ви се можеби најважните лекови кои што ги земам. Едноставно тоа се лековите кои што ве штитат од инфаркт, од мозочен удар. Подобро е со хипертензија, пациентите најте имат симптоми, високи притисокот и не се чувствуваат добро. И нема проблем со терапијата. Најлошо е кога не чувствувате ништо, овде не знаете. Симптомот е секој што е инфаркт, мозочен удар, мислам. Тоа е симптомот на. И се потоа одеднаш брзо доаѓа, тоа со години така се случувало, меѓутоа едноставно. Така да кај пациенткава нема прекинување, аторис се продолжува. Со она како што е препишано од лекарот, нели препорачано, контролите си се прават, претпоставувам, така, нели, на колку време што треба, а оние кои што се со фамилиарна предиспозиција треба почесто да проверуваат, апсолутно, така. Тоа е веќе сосема друга група, сосема друга популација, да. Така, да.
колкави се вредностите, а оние кои што велиме превентивно, така со една обична проверка на крвната слика, па гледаме каква ни е состојбата. Ако се благо покачени, така промените во животниот стил во многу ќе ни помогнат. Така за да не дојдеме до следната фаза. Апсолутно, многу е важно луѓето од време на време и да прават лабораторија. Значи, секој човек на ќе колку види време е, да речеме? Тоа зависи од возраста. Кога немаме потреба или не чувствуваме. Меѓутоа сакам да кажам, кога човек ќе види дека му спокачени маснотите, почнува сам да внимава. Знаете, ве сепнува тоа. Да. А друго, ако немате вие воопшто направена лабораторија со години, мислите дека се е вред. Инаку, обично би било добро до 20 години да се направи лабораторија, посебно кај луѓе кои имаат фамилиарна оптовареност. Ако е се вред, до кај 25 години, иако кај нас се прават и годишно. Меѓутоа, ако има некој поголем проблем, тие лабораториски испитувања се прават многу почесто. И во одреден момент ќе треба да се вклучи диагностика за проценка на атеросклероза. Нешто дополнително, така? Тоа што доплер на каротидија е можеби најсензитивното нешто. Нешто тоа е технички наједноставно да се изведе, нешто што е без зрачење, без најбезбедно, наједноставно. Така. И последното јавување во денешната емисија. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас, родителката и до докторот. Ви благодариме. Еве, јас ќе се насочам повеќе околу исхраната за оваа тема. Примам лекови за масти, купет, болести, мозочен удар, диабет, висок притисок и да не набројувам науки, да држувам време. Дали е во ред, ја во последно време користам растителни производи, сирење, кашкавал, урда и така. Да не правам некоја грешка со исхраната или е тоа во ред? Еден совет. Така, совет и препорака. Ви благодариме за јавувањето, а и кога вака не сме сигурни, нели добро и со нутриционист да си се консултираме, тие врз основа на состојбата знаат и да препорачат. Исхраната е многу важна. Апсолутно. Значи, пациентката со оглед на тоа што спомна дека има диабет, сигурно внимава на исхраната. Значи, оваа храна од животинско потекло, сирење е важно да не е многу солено, пошто пациентката има хипертензија и веќе има мозочен удар. Меѓутоа, се што е во мали количини не е проблем. Значи, не е проблем ако ви изедете едно парче сирење денес. Проблемот е кога се претерува. Значи, кај нас обично се претерува. Обично се јадат многу поголеми количини без никаква контрола. Така да во мали количини пациентката може. Апсолутно. Да. Меѓутоа зборам за мали количини, зборам за 50 грама сирење дневно, да не е повеќе. Така. Колку да задоволиме желбата, нели, за нешто да пробаме или да каснеме, да. Апсолутно. Знаете, во однос на нашата физичка активност го детерминира нашиот внес на храна. Ако вие сте физички работите цел ден, обично колку и да јадете ќе го истрошите. Апсолутно, не може да изедете толку. Да. Сосема друго е со седентарен начин на живот, кога седите, кога немате физичка активност, значи тоа е веќе сосема друга ситуација. Така, да. Мораме да внимаваме во секој случај и холестеролот и триглицеридите е важно да бидат во нормални граници за да ги избегнеме последиците по здравието понатаму во животот, посебно ризикот од кардиоваскуларните заболувања. Ви благодарам, доктор Трајче, за гостувањето. Благодарам за поканата. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и прекрасен ден.